Сметам дека е непотребно толку да се комплицираат работи кои што се основни права на граѓаните. Тоа 20%. Дали се загрозени правата на албанци? Не сметам дека се загрозени, меѓутоа се држиме на иста точка веќе 35 години. Постојано зборуваме албанскиот јазик, закон за јазиците. За сега не забележувам некоја спремност од страна на Софија да се вклучат во некаква комуникација на било кое ниво. Мислам дека и на целиот Балкан се случи тоа што Пинк телевизија и тие го донесоа, тие некој Душко Гојковиќ тоа го нарече музички џихад. Дали ве следи културното и музичко наследство од таткото Драган? Значи многу тешко наследство, многу големо бреме за мене. Тогаш почнав да ги слушам и текстовите. И се распаднав. Што е среќата? Значи среќата е субјективна состојба кај секој човек. И среќата значи се создава. Сексот како секс е израз на ниво на тело на љубовта. Ние низ нашето тело ја изразуваме љубовта нели кон партнерот. Го стартуваме новото издание на ТВ магазинот Трелинг. Вечерашниот соговорник е стоматолог кој беше министер за здравство во времето на владење на СДСМ и го замени актуелниот лидер на СДСМ Венко Филипче. Сега е прв вице-премиер и задолжен за европски прашања. Беким Сали, гостин во ова издание на Трелинг. Господин Сали, речиси 2 месеци сте на оваа позиција и можам да кажам дека уште на стартот влеговте во конфронтација со вашите владини партнери. Побаравте правосуден испит да се полага на албански јазик како втор јазик за користење во Македонија во натрешниот правен промет. Премиерот Мицковски сугерира ова прашање да се реши со закон и примена на законот за јазици. Дали сте задоволни од ова решение? Вака, правниот дел, значи можеме да го дискутираме како ќе се реши тој проблем и тоа се враќаме на основата на проблемот, а основата на проблемот е Уставот кој што овозможува зборување и обраќање на мајчин јазик на сите граѓани на државата кон институциите. Во минатото се оставани делови во кои што се дефинирани одредени прашања да се решат со некаков тој закон или овој закон. И сметам дека тука се случуваат тие недоразбирања меѓу граѓаните, нивните барања, реални барања и институциите. Во овој случај правосудниот испит. Јас имам дадена изјава во јавност дека стојам на барањето на студентите, затоа што е тоа основно право, а начинот како ќе го решиме ние, тоа останува на експертите по уставно право, на експертите по правото и нормално и политичарите, ние кои што се грижиме за севкупниот спокоен живот на граѓаните во државата. За сега гледам дека има спремност за вакви измени на закони и адаптации, се што е потребно да се направи. Меѓутоа, дали ќе одземе време, тоа ќе видиме со тек на времето. Сметате дека ќе ви се излезе во пресред во однос на барањата? Значи, вака, во принцип, дали сметам или не сметам, тоа би требало да биде така, затоа што во изминатиот период, знаете, ние сме 35 години држава и сме биле соочени по време на албанците, биле особено како етничка група, соочени со одредени потреби кои што сакале да ги реализираат, а биле потребни десетина години додека да стигнат до финалниот резултат, односно до добивање на тоа право основно кое што го барале. И сметам дека разумот треба да биде пред тие правни, управни пречки кои што возможуваат користење на некое основно право кое што им припаѓа на сите граѓани без разлика. Меѓутоа вашиот колега министерот за правда ви порача придржувајте се и читајте го Уставот. Ние го читаме Уставот. Значи јас ќе повторам дека сметам дека Уставот го читаме на различен начин, затоа што
и да е уставот со некаква насока кон одреден закон и доколку тој закон не бил добро прецизиран за да го покрие овој дел од барањето на студентите, мислам дека ние сме обврзани како политичари да најдеме начин како да им излеземе во пресрет на тие студенти. Затоа што тие се граѓани на оваа држава, студирале овде, и тоа студирале на факултети на кои што ние сме им дале акредитации, сме ги поддржали и ги финансираме како држава и на крај на денот не можеме да им ускратиме право на кој јазик они ќе се обратат во моментот кога они треба да бидат да го добијат круцијалниот момент на нивното студирање. Нели сертификат за полагање на државен испит во здравството или па правосудниот испит во правото. Ова не е прв пат да дојде до конфронтација на министри од вреди и знам. Ако меѓу вас во владината коалиција постои внатрешен анимозитет и разлики во однос на одредени значајни прашања, зошто мислите дека граѓаните би ви верувале во однос на политиките кои ги водите како влада, говорам? Во кој дел сметат дека не треба да веруваат? Затоа што ние имаме различни гласачки тела. Така да ние сме во коалиција меѓу три поголеми партии или коалиции внатрешни. Така да сите имаме ние различни гласачки тела, тие ни дале мандат за да представуваме одредена група, одредени интереси, одредени политики. Токму тука се враќаме на таа тема, дали ние уште после 35 години независност на државата се уште треба да збориме дали некој треба да полага на тој или на овој јазик. Мислам, дали таа табела треба да биде магистрален пат, треба да пишува меѓународни јазици, во овој случај англискиот, македонскиот, дали треба и албански да има или не, или па е локален пат во кој што има 20% албанци. Мислам, влезете од граница од Косово навамо, ќе се соочите со нејасна ситуација. Имате табела во која што пишува добро дојдовте во Македонија, во Република Северна Македонија. Потоа, доколку вие свртите во општина Чучер Сандево, таму не се албанците 20%, ќе имате само на македонски. Потоа продолжувате пат кон Бутел, општината Бутел, кај што има албанци, па таму пишува и албански. Сметам дека е непотребно толку да се комплицираат работи кои што се основни права на граѓаните. Тоа 20% ограничување... Загрозени ли се правата на албанците? Дали се загрозени правата на албанците? Не сметам дека се загрозени, меѓутоа се држиме на иста точка веќе 35 години. Постојано зборуваме албанскиот јазик, закон за јазиците, табелите вакви ќе бидат, пораките ќе стигаат на двојазичност, еднојазичност. Мислам, во принцип, како понова генерација, да кажем, на политичари, сметам дека ние треба како држава да одговориме на сите барања на граѓаните. Меѓутоа, не нарушувајќи ги столбовите на државност. Сметате дека има двојни аршини? Па и тоа и веќе го, значи, вака, дали има двојни аршини, се основа на законите. Нели ние се повикуваме, законот е таков. Ама ние сме политичарите кои што треба да го адаптираме законот. Доколку нешто е усвоено пред 30 години, 20 години, а гледаме дека ни создава проблеми и такво чувство на секундарни граѓани или граѓани од втор ред, тогаш да го надминеме тоа. Тоа е наша одговорност, значи не е ничија одговорност. Ни судството ќе пристапи кон менување на закон, нити па некое друго тело ќе земе иницијатива да се смени некој закон или да се адаптира према потребите на граѓаните. Така да ние законите ги гледам како жива материја, кои што повремено може да се менуваат врз основ на потребите на граѓаните, на тие за кои што ние постоиме. Неодамна се вративте од Брисел, дали македонската ЕУ агенда е ставена во стендбај? Не, напротив. Значи, јас сметам дека ЕУ агендата и од наша страна
и од страна на Брисел е забрзана, затоа што го гледаме интензитетот на работењето на нашите институции, кои што имаат тема адаптации и измени на закони кои што се кон процесот на интеграција. И истото го видов и во Брисел. Значи, секоја изјава на тамошните фактори е во правец на поддршка, максимална поддршка за интеграција и на нашата држава, меѓутоа и на Западниот Балкан. Добро, поддршката од Брисел никогаш не била ставена под знак прашање. Прашањето е дали ние сме подготвени конечно да испорачаме резултати во деловите на кои инсистира Брисел. Во делот на правосудството, борбата против корупцијата, криминалот и се разбира уставните промени. Значи, вака јас можам да потврдам за периодот додека сум министер за европски прашања, дека интензивно се работи на овој дел, реформската агенда особено. Тоа ми е фокусот 95%, да кажеме, на мојот ангажман за адаптирање на сите закони кои што се потребни и ние сме обврзани и сме превземале обврска да ги исполниме или ги измениме законите и правилници кои што се во склоп на чекорите кои што треба да ги реализираме до крај на 2027 година. Од македонската влада неодамна имаше став дека се иницирало забрзување на диалогот Скопје-Софија. Се заговара и можна медиација во преговорите меѓу двете соседни земји за деблокада на процесот. Дали има некакви изгледи за прогрес во овој дел? Морам, значи, дека е потребна меѓусебна комуникација директна со Софија. Сметам дека треба, затоа што само комуникацијата ќе ги надмина овие политички недоразбирања, пречки со кои што се соочуваме, имајќи во предвид дека во соседна Бугарија веќе сме во фаза на предизборна кампања и немањето на стабилна влада која што би превземала крајно кажано и одговорност за комуникација со Скопје и тенденциите за зголемување на внатрешна поддршка во Бугарија во врска со темата Македонија и интеграции, сметам дека засега не забележувам некоја спремност од страна на Софија да се вклучат во некаква комуникација на било кој ниво кој што би можело да биде како прв чекор за комуникација, добрососедски односи. Како прв вице-премиер, како вие го толкувате ставот на премиерот Мицковски, кој вели додека јас сум премиер, уставни промени нема да има? Меѓутоа, тука премиерот не поставува точка. Вели и дава објаснување зошто е тој став таков, кој што јас, како прв вице-премиер, кој што доаѓа од албанската етничка група, имам разбирање за и емпатија кон делот на барањето, кој што постојано се отвараат теми кои што се од етнички карактер. За жал, првата тема која што ја почнавме да ја дискутираме, етничките теми некако во Македонија не стишуваат, некако не можеме да ги надминеме. И сметам дека треба разум, треба да се гледа во иднината, треба да првично воспоставиме добра, здрава комуникација со Софија, а потоа мислам дека сите овие теми ќе бидат надминливи, имајќи во предвид дека интеграцијата во Европска Унија и полноправното членство во себе вклучува многу повеќе бенефити од теми како што се етничките меѓусоседски односи и останати теми кои што за жал веќе 30 години не држат во иста точка во која што тапкаме.
Францускиот претседател Макрон неодамна изјави дека за 5 години Европската унија би можела да исчезне. Париз како да ја крива блокадата кон Путин и Москва. Од друга страна, има одредени конкретни датуми кога, например, Црна Гора и Албанија би се приклучиле кон европското семејство. Но нема изгледи за македонската ЕУ патека. Дали тоа не ве загрижува? Во услови на геостратешки, геополитички прегрупирања. Значи, како одговорен за овој процес, секако дека ме загрижува и со голема загриженост ја следиме ситуацијата општо геополитичка. Меѓутоа, повторно сметам дека во Европска Унија има доволно искуство и доволно капацитети да ваквите ситуации кои што се навидум ние, како што ги гледаме, тензични, знаат да ги надминат, знаат да сето тоа на ниво на политика да биде средено и смирено, така да оптимист сум дека ќе се надминат овие ситуации кои што за нас... Настрана ставот на Европа за проширување во две брзини? Дали со тој начин на ставот на Европа во две брзини, дефинитивно го затвораме патот кон ЕО? Напротив, јас сметам дека вратите се широко отворени за земји кои што ги исполнуваат условите. Темата проширување можеби беше дискутабилна пред 3-4 години, меѓутоа сега тоа што го гледаме е голема спремност од сите ЕУ држави. Значи од сите. Ниту една не е против проширувањето. Имајќи во предвид ваква спремност, и ние мораме како држава да одговориме позитивно на ова и затоа интензивно и работиме кон исполнување на тие услови, кои што сметам дека во основ се во интерес на нашите граѓани. Сето ова што го работиме, навидум го работиме за Европска Унија, меѓутоа тоа е во интерес на нашите граѓани. Значи, подобри закони, подобри правилници, помалку администрација, почитување на правото, значи, сето тоа е во интерес на нашите граѓани. Следите тренинг гостин во емисијата Беким Сали, прв вице-премиер и министер за европски прашања. Господин Сали, често на наша адреса не критикува за нефункционалноста на институциите. Дали случајот со транзитот на марихуаната е всушност институционален пропуст? Како е возможно 5 тони марихуана туку така глатко да поминат на граничен премин? Дали тоа не е институционална слабост или е можеби постои дослух помеѓу оние кои пренесуваат и владините структури на власта? Двете се исто. Значи, тоа покажува дека има институционална слабост. И овој случај е еден конкретен пример што значи да не си дел од тој склоп на закони кои што треба да се адаптираат кон на нашиот пат од реформската агенда, на нашиот пат кон Европска Унија, затоа што тоа се членките на Европска Унија се земји кои што ги надминале овие пречки, административни пречки, институционални пропусти. Тоа се држави кои што функционираат на најдобар можен начин и во... Сакате да кажете дека нашите институции се нефункционални? Па тоа мора да биде институционален пропуст. Не може друга... Јас најмалку другачие би можел да го објаснам се за тоа. Затоа што количината е премногу голема и доколку е пренесена од еден транспорт, значи тоа е веќе институционален пропуст. Дали тоа значи дека сепак институциите и во изминатиот период прогледувале низ прсти?
имајќи искуство и од Министерството за здравство, знам дека критериуми за основање на таква една компанија се многу ригорозни. И не навлегувам во конкретниот случај и не можам да коментирам за тоа, затоа што не сум внесен во тој дел. Меѓутоа, од искуство ви кажам дека во мое време 10 компании беа затворени, затоа што никогаш не проработеле. Значи, првичниот имидж на инвеститорите бил дека многу лесно може да се основа компанија, да се почне со производство, меѓутоа, кога веќе навлегле во процесот и сфатиле дека тоа не може да биде само една лиценца и едно земјиште во кое што може да се сади, туку треба да има многу повеќе критериуми кои што треба да се исполнат, а сите тие критериуми коштаат финансиски. Они сфатиле дека не се за тој дел од бизнисот и не проработеле многу компании. Во тоа време беа затворени, меѓутоа најверојатно еве во текот на овој период има некои кои што биле на лимитот на функционирање и за жал еве имаме и злоупотреба на тие дозволи кои што биле дадени. Меѓутоа процесот бил многу ригорозен. Затоа што не било само една институција, повеќе институции биле вклучени во давањето на финалната дозвола. Касами побара оставка од Лимани, премиерот му одговори дека тој ја составува владата. Во делот на изјавата на господинот Касами, мислам дека министерот за труд и социјала, за социјални политики и демографија беше предлог на господинот Касами и доколку има забелешки во работењето или па во функционирањето внатре-партиско, сметам дека тоа треба да се реши во партиско ниво. Останатиот дел во мандатирањето или па во разрешување или барање на оставка од страна на министерот, мислам дека има други нивоа, не треба да биде дел од јавните дискусии, затоа што знаеме во мај се спрема реконструкција на владата, ќе се видат перформанси на сите министри и нормално и доколку се со добри перформанси, меѓутоа има други комбинаторики во владата, може да бидат побарани оставки или па други решенија, други кадровски решенија, што се многу природни. Во политиката никогаш не знаете колку време ќе бидете во одредена функција, така да сите треба да имаат спремност од денот на именување за следен ден да биде разрешување, затоа што тоа се политики, така ја водиме државата. Се најавува дека напролет ќе има реконструкција на владата и покрај категоричниот став дека нема да има предвременни избори. Дали сепак е возможно да има избори предвремени? Значи, еве како граѓанин ќе размислувам, доколку има реконструкција на власт, зошто би требало да има предвремени избори? Можно е да нема реконструкција, да се оди на предвремени. Повеќе веројатно е да има реконструкција. Имајќи во предвид дека во мај се исполнуваат 2 години од завршување на изборите и од прилика 2 години функционирање на владата, сметам дека е доволен период да се види една така ревизија на функционирањето и на реализација на програмата на владата. И таму каде што сметаме дека ќе има потреба од зајакнување на некоја институција, мислам дека може да се направи во месец мај, ќе функционираме така до крај на мандатот. Имаме стабилна влада, стабилни се бројките, во одредени моменти кога требало да покажеме политичка зрелост е покажана, така да нема внатрешна криза. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Ја благодарам на вас. Беким Сали, прв вице-премиер и министер за европски прашања, гостин во Тренинг. Кратка пауза и следува следниот соговорник за ово издание. Значи, сексот може да обстојува како нагон. Мислам, тоа е нашата биолошка природа, дел од животинската природа ни е. Он може да обстојува како нагон, меѓутоа љубовта без сексуалност потешко обстојува. Едноставно, сексот како секс е израз на ниво на тело на љубовта.
ние низ нашето тело и изразуваме љубовта нели кон партнерот и нели се додава на тоа дека е биолошка потреба. Меѓутоа има и многу други значења и многу други функции може да има сексуалноста